Категоричен лапсус, впечаток дека некој друг ја води државата или предчувство за еднината. Тоа се само три од алтернативите кои ги отвара еден политичко-реторички исказ. Без оглед која од нив е функционална, секоја зборува за отсутство на фокус и на концентрација. Земете во време на владата на Љупчо Георгиевски, време на владата на Груевски и сега во време на владата на Мицкоски. Проблем со точно изговарање на конкретни термини немаат само политичарите, туку и представниците на високата административна служба, кои да се ставени на оф, кога си ја бранат дури и собствената агенда пред општинските совети. Локација за складирање на ирентен отпад, дека ќе биде поврзано со генерален урбанистички план. Така пишува во самата програма. Инертен, така пишува во самата наша програма. Во ниту една програма напишува дека кој било треба да биде толерантен кон уништување на природните богатства за некој лично да профитира. Па дури и кога ќе стаса на страшниот суд за однесувањето, криејќи се зад некое здружение апсолутно нееснавски да се моли казната за злоделото да не биде извршена. Од езерото има време за чекање, ама дрските кафанџи не. Да се избегнат акциите со рушење за времетраење на сезоната, која што веќе сме сведоци дека е на некој си почеток. После една тешка пандемска година, добро ќе беше таквите активности да не се одржуваат сега, туку можеше на истекот на сезоната. А сезоната барем за баскет е завршена во штип. Додуша без некоја особено логична конструкција на зборовите, сепак од објаснувањето би требало да може да се разбере кој што е кабаец за трагичната состојба во која се наоѓа иновацијата на канаѓанецот со неточно име. Некои нови дечки сега во 21. век дошле на таа идеја како сето тоа меѓутоа во ова време модерно да се искрши. Така е играта на Джеймс Смит, која зачел тамо некаде на почетокот на 20. век, еве сега во 20-тите години од 21. век доаѓа до негација. Негација на добрососедските односи е поведението на делчевци кои за проблемите во сопствениот двор ги обвинуваат своите комши, повторно градејќи анимозитет веројатно кон пекчевци, кои нивниот град го преплавуваат со пци, кои на ништо не ги научиле. Тука проблемот не се во нашите, што значи ние сме мал град, ги гледаме секојдневно тие куќиња по паркот и по улиците. Проблемот е на тие куќиња што се донесуваат од, да не кажам сега, од соседни места или општини, кои куќиња се несоциализирани. На крајот, проблемот за нашата асоциација не е социализацијата на куќињата, туку цивилизацијата на народот. Тоа е секаде исто. Ќе си паднеме за у Европа на ѓубрето наше. Од нашето ѓубре, земјата, сега ќе ја спасува зелената дуи. Таа платформа со многу убави зборови никогаш нема да созрее ако не се покаже на дело. Оти зеленото најбрзо вене.